Добар ден, криптоентузијасти. Значи, денеска имаме многу интересни вести. Пред да почнем, нормално прво треба да се заблагодарам на Анđelo Стојановски, кој што помогна многу во собирање на овие материјали. Секоја чест, дечко, значи уште еднаш ќе напоменам. Ви благодарам многу за помошта, значи буквално ова е по дефиниција оно што постојано го зборувам македонец за македонец. Едноставно не може еден пар очи да гледаат исто како илјадници. Сега за сега се уште не можеме да организираме заедницата доволно, но сме во план тоа да го направиме потенцијално дури и наскоро, со цел да можеме максимум да извадиме како заедница, а јас како медиум овие информации да ги вратам назад до вас. Тоа е поентата на македонска заедница, тоа е силата на заедницата кога станува збор за финансиски напредок, кога станува збор за напредок на нашите портфолија. Затоа уште еднаш ќе напоменам, се надевам дека ќе можеме ова да го напредиме. Уште повеќе сега за сега ова се некои блиски соработници како Иле и како Анđelo кои што работат со мене на овој дел, понатаму ова ќе биде на многу повисоко ниво како што беше на почетокот кога заедницата беше помала и кога нормално многу повеќе можевме да направиме така речено од аспект на проверување на сите оние пораки кои што ни ги праќате. Ќе дојдеме повторно на тој аспект, нели? Стрпете се, како што веќе ви кажав, пред да почнем со материјата. Втора битна вест која што сакам да споделам со вас е дека тимот дебело работи на така речено следните чекори на унапредување на каналот. Односно, како што веќе кажав, значи од вчерашниот состанок кој што беше крајно позитивен, значи оние луѓе кои што ќе работат со мене се со најголем елан за целата оваа ситуација. Значи на мене беше буквално да почнам целата оваа работа, да го почнем овој канал, да видиме кој е интересот и да видиме до каде можеме да стигнеме со сето ова, каде што веќе овие 2,5 години, значи веќе повеќе од 2,5 години официјално, значи гледаме дека навистина има интерес прво во македонската заедница, каде што и понатаму ќе остане да виден главниот канал, а нормално потоа и интернационално, каде што планираме во текот на следниот месец да го лансираме, и англискиот канал, како што веќе напоменавме, каде што целата оваа материја ќе биде достапна и на англиски на каналот Криптославија. Дополнително, уште еднаш ќе напоменам, ќе направиме дебело организирање како на самата структура на каналот, односно веќе ќе имаме фиксни денови во кои што ќе може да очекувате веќе предвреме најавени нормално материјали, значи ќе имаме фиксна недела во која што ќе се знае во кој ден каков тип на материјал ќе добивате, во однос на нели ќе испланираме како тоа е најдобро во однос на содржините кои што ги добиваме. Знаете и сами, не можеме да правиме техничка анализа во понеделник кога се уште маркетот не е отворен, така? И обратно, значи ќе гледаме сето тоа да биде направено структурирано, за да имате предвреме најавена материја, дополнително ќе знаете точно во кој час во текот на денот ќе го добивате се тоа, на тој начин да видиме многу попрофесионално ниво. Дополнително, како што кажа, веќе работиме на опремување на нашето мало студио, значи се што е потребно е нарачано, само треба да пристигне и после 1 октомври официјално да го наместиме се тоа, заедно со звучни панели и така натаму, за да можеме овој материјал да го правиме многу по да речем професионално и во текот на вечерта, со цел во следниот ден веќе да го добиете во многу повисок квалитет и во точно определено време. И уште еднаш морам да напоменам, значи организирањето на заедницата нормално мора да почне од Patreon. Тоа е ова посебна апликација која што помага на дигитални креатори да направат сопствена материја. Значи не значи дека остатокот од македонскиот народ ќе биде заборавен, тама работа, каналот и материјата секогаш ќе биде бесплатно доставуван до сите македонци во светот, само што нормално мораме да им дадеме предност на овие луѓе кои што веќе се зачленија во овој наш, да речем, Patreon клуб, каде што дополнително сега за сега, значи јас се уште можам да одвоам доволно време да одговорам на нивните прашања, така да овдека во нашиот чат јас се обидувам да одговорам што повеќе на нивните прашања, значи на некој начин добива приоритет некоја директна врска со мене, со цел нели да на некој начин ги удостојам за тоа што ни помагаат финансиски за да ја одржуваме оваа наша програма. Уште еднаш ќе напоменам, за да можеме да дојдеме до степен каде што секој нормалните приходи од овие канали ќе можат да ни дозволат целосно да се посветиме на криптосферата, а тоа ќе помогне многу нормално и на македонската заедница. Така да ви благодарам на оние кои што веќе се станати членови, нормално оние кои што би сакале да ни помогнат, тоа може да го направат и понатаму. Значи многу едноставно, само на patreon.com најдете го Криптогемиџија и зачленете се доколку сакате да бидете дел од оваа група. Повторно, ќе имаат привилегии, но целиот материјал секогаш ќе биде достапен до сите македонци. И дополнително денеска пристигна до мене понуда за гостување во подкаст на емисијата Каде се парите. Значи доколку имате некое мислење околу ова, затоа што јас прв пат погледнав денеска што е уствари овој подкаст. Како што гледам, значи станува збор за искусен новинар,
кој што е очигледно економски новинар. Гледам дека станува збор за сериозни гости, нормално освен Ќурка, значи зборувам за останатите. Видов дека има доста, да речем, високи представници на пак ќе кажам, финансиски институции, бизнис секторот и така натаму. Така да, пак ќе кажам, значи ова нема да биде ни по точка разлог политички подкаст, но денеска добив понуда, треба во следните неколку денови да се контактирам со новинарот кој што ги води овие емисии и нормално само сакам да слушам од вас мислење што мислите за ова, што доколку некој го следи, колку што може да видам имаат доста солидна програма и секогаш е добро да најдеме нов начин како да ја прошириме нашата едукација преку кои медиуми, а дополнително нормално и да најдеме луѓе кои што знаат нешто повеќе околу финансии и кои што можат да помогнат како втор глас на нормално на нашиот канал. Така да тоа е во однос на најавите кои што ги имаме, а сега можеме да почнеме со Altcoin Investi, значи гледате дека едноставно нашата работа и понатаму продолжува да расте, значи се обидуваме што можеме повеќе да извлечеме од овој канал за да дадеме назад на македонската нација. Така да ви благодарам за поддршката и почнуваме со денешното видео за Altcoin Investi според вашите гласови. Значи прва и најбитна работа што морам да ја напоменам, веднаш еден ден после новиот rate cut од 0,5%, како што напоменавме, доаѓа до еуфорија и гледаме дека буквално S&P 500 само што достигна нов all-time high. Сакав да почекам додека истиот се отвори, доколку го правиме ова видео до крајот потенцијално ќе се отвори овој пазар, сега е 2:30 часот и нормално ќе гледам да го покажеме тоа затоа што очекувам дека овој пазар ќе продолжи да расте поради оваа еуфорија која што потекнува токму од намалувањето на каматните стапки. Веќе дебело сме разговарале на тоа, доколку не сте погледнале, погледнете ги претходните две видеа оваа недела за економски вести, како и за техничка анализа, каде што дебело зборувавме за ово што моментално се случи. Гледаме енормен напредок исто така и на Nasdaq, погледнете и сами, значи 3% во еден ден, тоа е огромен скок за Nasdaq индексот, а уште повеќе кога станува збор за во оваа ситуација индексот на Root 2000, 2,5%, значи гледаме дека сите традиционални финансии, сите индекси на традиционални финансии се во пораст. Тоа значи дека инвеститорите се повеќе влегуваат на пазарот затоа што очекуваат дека сето ова очигледно ќе се движи во следен bull market, значи не е за џабе, така. Сега дополнително овдека би сакал само на кратко да ги погледнеме, само момент, сите ги отворив во сите што треба. Значи да ги погледнеме и Bitcoin Spot ETF пред да погледнеме неговата цена, затоа што имаме позитивни inflows. Во текот на вчерашниот ден ние имавме 158 милиони влез во сите Bitcoin Spot ETF, што значи дека интересот за Bitcoin Spot ETF се враќа, погледнете и сами, иако не овој пат нормално во BlackRock, гледаме дека останатите три најголеми ETFs моментално акумулираат дебело, па дури и малиот, така речено, затоа што он има два типа на Bitcoin Spot ETF, тоа е GBTC, оној огромниот, и малиот, како што го нарекувам, мини BTC фонд, како и да е, кој што исто така акумулира, верувале или не, и Ethereum Spot ETF, кој што за жал се уште стагнира, да, но уште еднаш ќе напоменам, верувам дека ова ќе се поправи во моментот кога ќе почнеме да влегуваме во следен bull market, а тоа ќе може, значи барем според мене, може да биде доста скоро. И гледаме овдека повторно оно што го зборувам, значи од дното кое што го достигнавме на 6 септември, моментално имаме голем раст во акумулацијата на Bitcoin Spot ETF, на сите Bitcoin Spot ETFs моментално како фондови. Дополнително гледаме обид на цената да го скрши овој канал, веќе 10.000 пати зборувавме, станува збор за оваа стандардна Bull Flag формација, која што доколку скрши очекуваме истата да достигне до $100,000. Веќе два пати зборувавме, нема да повторуваме повторно да не бидеме досадни. Погледнете го и вчерашното видео за економски вести и видеото од техничка анализа, каде што дебело објаснуваме за ова, да не се навраќаме премногу, затоа што ова е крајно позитивен исход на она што го очекуваме во следниот период. Повторно, овдека многу битно е да сватите дека не зборувам следниот период утре, туку зборувам следниот период во, така речено, текот на овие неколку месеци, затоа што знаете и сами дека ние сме макроинвеститори, ние не сме трговци, ниту пак скалпери, ниту пак никаков тип на во оваа ситуација swing трейдери. Така да, во оваа ситуација, она што можам да ви го напоменам е дека од се што гледаме моментално, и макроекономија, и циклусот на биткоин, и халвингот кој што помина од април наваке, единствено што останува е, значи, најголема веројатност имаме дека се тоа ќе се движи нагоре и тоа со многу голема силина. Повторно, никогаш не можеме да бидеме 100% сигурни, но тоа е она што го очекуваме многу скоро. Пак скоро за нас е месец-два. Иако можеби ќе почне утре, пак ќе кажам, значи потребно е време се тоа да се реализира.
Сега, првата вест која што ја добивме за денеска, повторно морам да се заблагодарам уште еднаш на Анџело Стојановски, дечкото прати многу од овие вести кои што ги добивате денеска и тоа е нешто што многу ми помага, затоа што јас имам еден куп работи кои што морам да ги прегледам, гледате и сами, значи замислете треба да соберам за геополитика, теми од геополитика да проверам. За економија треба да проверам се што се случува во економијата, исто како и во крипто секторот, значи станува збор за 3 макро, огромни, обемни, да речам, теми кои што треба навистина да соберете соодветни информации за да може да ги представите пред јавност, па така и овде ова навистина помага во прикупување на овие информации, ти благодарам Анџело. Исто и Иле, да не заборавиме. Сега, Google Cloud моментално само што направи RPC сервис, односно Remote Procedure Call, што значи дека моментално се компатабилни Ethereum блокчейнот и Google Cloud. Односно, било која апликација на Ethereum блокчейн, според тоа што успеав да го разберам, ако не сум разбрал, постојано ви напоменувам, не заборавајте на крајот од денот, јас сум адвокат и да речем економист со оглед на фактот дека имам магистерска титула на финансии и финансово право. Но на крајот од денот, ако нешто од ова што го кажуваме погрешно или ако не сум го објаснил доволно, ќе ве замолам оние кои што се разбираат многу повеќе да ме дообјаснат или поправат во коментари. Секоја конструктивна критика е добре дојдена на нашиот канал. Така да, според оно што успеав јас да го разберам, моментално има непречена врска помеѓу Google Cloud како онлайн централизирана меморија, односно да речем платформа за меморија и Ethereum како екосистем, што значи дека сите апликации на Ethereum моментално може да го користат Google Cloud, каде што им е потребна меморија, така речено централизирана за функционирање на сопствените да речем апликации, со тоа што се најавува дека наскоро ќе почне и сето тоа да се интегрира со останатите блокчейни, но сега за сега првенствено е интегрирано со Ethereum, официјално од 17 септември, што значи дека веќе 3 дена е активен овој линк, ова Remote Procedure Call. Тоа е во однос на Ethereum, тоа е најголемата вест која што имаме моментално за Ethereum. Следната вест е сега, значи ова, не можеме да го земеме како 100% сигурно, но ако се сеќавате во претходните Altcoin вести имаше слична ваква најава, каде што не може сите вести да бидат лажни, да бидеме јасни. Значи FedNow моментално ќе го земе XRP како едно од потенцијалните плаќачки средства и ќе го интегрира во својот FedNow систем. Знаете сами, ова е електронски, многу блиску до CBDC, се уште не CBDC, но почеток на CBDC во Америка, каде што нормално има компатабилност со блокчейн технологија и затоа XRP како валута може да биде многу лесно интегриран во овој плаќачки систем помеѓу, зборуваме, правни лица, така. Што значи дека во оваа ситуација ова е крајно позитивно. Повторно ќе почекаме додека ова официјално излезе како потврда како од Ripple корпорацијата, така и од самиот FedNow, но сега за сега тоа е доста позитивна вест. Следна вест која што ја имаме е, знаете и сами дека постои DLT фондацијата, која што е буквално Hedera, Ripple, Algorand, Aptos, Cardano, кои што се занимаваат со развивање на технологија која што ќе ви дозволи клучот до вашиот блокчейн wallet да може да го разделите на неколку енкриптирани блокчейн делови и да го дадете на своји доверливи лица, за ако вие го изгубите, така речено, оригиналниот клуч, да можете да направите практично реклейм преку овие неколку делови и да го вратите клучот назад во ваши раце, доколку го изгубите. Значи, на некој начин ви дозволува второстепена сигурност на вашите клучеви. Сега, таквата алијанса, знаеме што прави, веќе некој време се разви и ова се клучни блокчейн проекти кои што работат заедно на незиното, да речам, интегрирање и развивање. Сега моментално на 16 септември добивме нова надградба на истата оваа DLT, да речам, алијанса, која што моментално ќе се занимава со приближување на овие крипто проекти кон MiCA. Односно Markets in во оваа ситуација Crypto Assets Regulation. Значи практично овие проекти ќе наоѓаат начин како да се интегрираат во Европската унија и да бидат во, така речено, согласно со рамката за регулативата за крипто моментално во Европската унија. Така да е крајно позитивно, затоа што јас верувам дека поголемиот дел од вас има барем еден од овие проекти. Не забравяйте дека DLT има повеќе проекти од овие овдека. Овие овдека се, така речено, се како водечки во овој дел, но јас верувам дека ако во истиот ова алијанса е и Cardano и Algorand, нормално дека истите би се приклучиле кон ваква иницијатива. Ова е крајно позитивно за тие проекти, затоа што ќе им помогне да се интегрираат во Европската унија, да бидат, така речено, полноправни и да може да бидат користени во Европската унија. Ова е крајно позитивно.
Повеќе информации верувам да ги добиеме наскоро, но ова е за почеток она што успеавме да го добиеме од овој аспект, да речам. Сега, следна интересна работа која што морам да ја напоменам е Fireblocks. Јас многу пати сум го спомнал до сега, ќе го напоменам уште една за оние кои што можеби не го знаат. Fireblocks е корпорација која што постои веќе долго време, станува збор за енормно голема корпорација, значи 2018 е така речено иницирана и моментално има буџет, односно така речено вредност од 8 милиарди долари. Зошто е толку битна? Затоа што Fireblocks на некој начин прави институционално инвестирање во крипто уште во времето кога така речено го добивме оној прв масивен бул маркет, да речем, од комерцијална вредност, тоа е 2016 до 2018 година. Сега, за да разберете колку е битен, да речем, овој сегмент, оваа институција, само ќе ви го напоменам ова, затоа што јас сум информиран за ова уште во моментот кога се случи, а е доста битно. Претходниот чермен на SEC беше Джей Клейтон. Тоа е истиот Джей Клейтон кој што буквално на последниот ден од својата работа во SEC поднесе тужба против Ripple и само што поднесе тужба против Ripple отиде да практично се приклучи на Fireblocks, а во тоа време Fireblocks беше еден од најголемите инвеститори во Ethereum, фондацијата. Значи, ви објаснува за каков тип на институција, од кој левел станува спор, така? Значи, ова е институција која што е способна да елиминира играчи од калибарот на Ripple. А Ripple е глобален, замислете. Така да, затоа е толку битно кога Fireblocks е на ваша страна, се разбираме? Значи, ова е само за да ви стане јасно колку голема е оваа институција. Сега, Chainlink моментално соработува со Fireblocks и тоа пазете зошто. Вели, планираат да направат, и тоа исклучиво во овој дел, стратешко партнерство за произведување на токенизирачки сервис за стейблкоини. Значи, буквално end-to-end, целосен токенизирачки сервис кој што ќе биде така речено направен на CCIP протоколот на Chainlink и ќе биде достапен за сите централни банки и финансиски институции кои што ќе можат да прават issuance и менеджинг на стейблкоини. Се разбираме? Значи, со оглед на фактот дека Fireblocks има илјадници, илјадници институции кои што моментално се негови клиенти. Овдека мислам дека дури и се спомијаше бројката, само да видам дали можам да најдам. 2000 институции се моментално директни клиенти на Fireblocks, а најавено е ова на 17 септември, значи Chainlink, драги мои, е буквално шампион во крипто и верувам дека така ќе остане, значи моментално посебно со развивањето на CCIP протоколот, Chainlink буквално дојде до степен каде што е недостижен. Уште еднаш да има и други протоколи од Oracle категоријата кои што потенцијално понатаму би биле негова конкуренција, но за сега Chainlink е апсолутен шампион, посебно кога гледаме со какви играчи влегува во партнерство. ZK Sync Layer 2 на Ethereum моментално го интегрира CCIP, затоа што знаете сами дека Chainlink матично е на Ethereum и CCIP протоколот беше развиен за Ethereum, а потоа истиот нормално е интегриран во Swift и сега веќе преку CCIP прво сакаат да направат така речено мост помеѓу сите Layer 2 на Ethereum, така да овој протокол ќе се користи со цел да имаме апликации кои што може да функционираат на повеќе различни блокчейни на Layer 2 нормално, кога станува збор за Ethereum екосистемот, а да не забораваме дека CCIP е исто така и протокол кој што дозволува овие блокчейни да се поврзат и со надворешни, пак ќе кажем сега, дали се тоа најнормални софтвери, дали станува збор, значи сето она што е така речено надворешен дел надвор од блокчейн технологијата е компатабилно со блокчейн преку овој протокол. Тоа е и главната работа која што го прави Chainlink да биде толку моќен моментално и толку неопходен. Истата ситуација Nexera која што е мост помеѓу неколку Layer 2 на Ethereum, моментално го интегрира CCIP поради истата причина. Што значи дека моментално буквално целиот екосистем на Ethereum го интегрира CCIP баш заради тоа. За трансфер на ERC и ERC20 и ERC721 токени помеѓу различни мрежи. Сега дали ќе биде CCIP, дали ќе биде решението на Optimism, нели оној оптимистик како и да се викаше ролап кој што го има Superchains, така, кој што го развиваат за оваа и следната година, не е битно. Битно е дека она што мораме да го разбереме
Интероперабилноста и комуникацијата помеѓу блокчейните е еден од клучните сегменти кои што ќе донесе прво профит на инвеститорите кои што инвестирале во овие решенија кои што успеале да го надминат тој проблем, а второ еден од главните проблеми кои што мора да биде надминат за блокчейн да дојде до левел каде што ќе може да биде прифатен од глобалната јавност од типот на интернет. Се разбираме. Се додека не најдеме таков начин каде што може многу лесно да се интегрира со секојдневни апликации, со интернет, со софтвер, со така натаму, не можеме да очекуваме дека ќе имаме масовна адаптација, а CCIP е еден од тие протоколи кои што тоа моментално го нуди. Така да ова е крајно позитивно за Chainlink и затоа Chainlink е еден од најголемите торби кои што моментално ги имам во собственото портфолио. Сега можеби глупаво звучи на македонски, но на вистина англискиот израз за дел од портфолиото кој што го имате во овој коин е торба, така да се надевам нема да звучи доста нели некултурно. Сега, Тон фондацијата моментално само што направи партнерство со Curve Finance. Зошто е тоа битно? Curve Finance е најголемиот DEX и market liquidity provider за стейблкоини. И тоа посебно кога станува збор за swap помеѓу стейблкоини. Што значи дека моментално на Тон фондацијата, односно на Тон блокчейнот, кој што има толку голем потенцијал за онбординг на огромна количина на нови юзери во блокчейн сферата, зашто го велиме тоа? Затоа што Тон е матично блокчейн на Telegram. А Telegram апликацијата е една од најголемите социјални мрежи со повеќе од 900 милиони активни юзери. Тоа ви кажува колку голема количина на луѓе може да направи онборд во блокчейн сферата кога потенцијално нели така речено би почнале ваков тип на соработка. И сега, значи на сето ова кога вие ќе добиете најголем liquidity provider за стейблкоини и нормално пулови каде што може да променувате стейблкоини, ова може да биде само позитивно, не може да биде негативно. Така, че ова е крајно добро партнерство кое што верувам дека ќе донесе многу повеќе на Тон, а ќе донесе нормално и профит на Curve Finance затоа што нив им е потребен обем на размена со цел нели да добијат фи. Така да тоа е најголемата позитива за Curve Finance, а нормално стейблкоините кои што ќе ги донесе Curve Finance на Тон е позитивата за Тон екосистемот. Asset Tokenization Studio на Hedera. Односно, идејата е да се направи посебен тип на software development kit со кој што ќе се дозволи на овие, да речем, клиенти, кои што се моментално матично врзани со Hedera, кои што користат Hedera како блокчейн, да можат да токенизираат во оваа ситуација акции. Значи, идејата е Hedera на незиниот блокчейн да може да токенизира акции од различни компании. Идејата е одлична, ова е нешто ново што сега го најдовме, сега моментално се интегрира и можеме да тврдиме дека се уште нема ништо на истиот, значи не е само да биде нешто најавено, треба да видиме и нели дали има нешто на истиот. Значи многу едноставно на RWA, односно Real World Asset Tokenization.xyz, Tokenized Stocks, значи можеме да видиме на кои мрежи моментално има токенизирани акции и значи како можеме да го направиме тоа, кога ќе дојдете овдека буквално само треба да скролнете надолу и да видите на кој нетворк, односно на кој блокчейн. Гледаме дека најголем дел од овие е на Ethereum 2,6, па Gnosis, Polygon, Arbitrum, Base. Тоа се единствените блокчейни на кои што имаме моментално токенизирани акции. И во оваа ситуација затоа мораме да напоменеме дека ова е добра идеја, но гледаме дека е се уште нереализирано. Така да треба да видиме кога тоа и како тоа би било реализирано и потенцијално кои се компаниите кои што ќе го користат тоа. Не заборавајте дека Hedera има најголеми, значи магнати во светот кои што се дел од нејзиниот каунсил, почнувајќи од Boeing, IBM, нели и така натаму, ги има еден тон. Сега да не ги набројуваме, идејата е дека овие огромни корпорации може да одлучат дека би сакале потенцијално да прават токенизирање на сопствените акции токму на Hedera и би било логично со оглед на фактот дека се дел од нивниот совет, така. Иако првиот дел од вестите за Hedera не се нешто посебно, иако тоа е добра идеја, се уште не е реализирана, втората вест која што имаме е крајно добра. Односно, моментално Hedera прави стратешко партнерство со Linux, каде што целата технологија на Hedera заедно со матичниот блокчейн, хеш граф, алгоритмот и така натаму им ги така речено поклонува на Linux фондацијата со цел да направат нов протокол, така наречен сега овдека е Hiero, но они според тоа што видов треба да го нарекуваме Hairo. Муриканци јебига, како и да е. Значи овој протокол ќе биде практично склоп на Linux фондацијата, софтверите кои што понатаму ќе ги прави и Hedera како еден од клучните партнери на Linux од овој момент понатаму. Што значи дека моментално Linux ќе ја интегрира
блокчейн технологијата во својот софтвер во иднина. Крајно позитивно, затоа што многу од глобалните софтвери, посебно кога станува збор за персонални компјутери и така натаму, користат Linux. Сега веќе матично вие ќе имате интегрирана хедера во вашите Linux софтвер, да речем, солуции, без разлика за што станува збор. Најчесто препоставувам станува збор за софтверот кој што го имате на компјутер, така. Сега останало да видиме како ова ќе изгледа, но за сега ова е најавено како крајно битно стратешко партнерство и јас верувам дека ова е многу паметно страна на хедера, затоа што пак тоа е исто како сега, на пример, да видите вие Ethereum и Microsoft соработка, каде што Microsoft вели од сега па натаму Ethereum ќе биде матично вграден во Microsoft, односно Windows на секој персонален компјутер. Тоа би било одлично, така. Сега можеби ова е малку на едно ниво подолу, да бидеме реални, Linux не е толку интегриран како Microsoft, како Windows, но тоа не го менува фактот дека станува збор за голема количина на да речам корисници и тоа со оглед на фактот дека Linux е многу покомплициран за работа, не е толку user friendly како Windows. Ова ќе дојде во рацете на голем број на девелопери, на програмери, на луѓе кои што буквално го користат Linux поради позитивата која што ја нуди од тој аспект. Така да ова е крајно позитивно, јас барем така мислам, ако некој програмер има подобро мислење нека го сподели или пак спротивно мислење нормално. Околу Cardano имаме некои интересни вести. Првата вест е дека официјално SEC го запира своето прогонување кон ADA и Sol и тврди дека, практично го повлекува своето тврдење дека Solana и Cardano се хартии од вредност. Значи, ова е само во Binance, тоа е исто многу битна работа која што треба да забележиме. Значи, ова повлекување е само во Binance тужбата. Јас се уште не успеав нигде да најдам повлекување во Coinbase тужбата, затоа што Cardano и Solana се наброени како хартии од вредност и во случајот SEC против Binance и во случајот SEC против Coinbase. Така да во оваа ситуација, иако е ова позитивно, додека не видиме дека и во случајот против Coinbase не се сметаа за хартија од вредност, не верувам дека ќе има некој посебен ефект на цените на овие две валути. Тоа е најбитниот дел. Но како и да е, верувам дека со доаѓањето на Трамп на власт, а јас не гледам причина зашто не би победил, да бидеме реални. Знаете како? Камала Харис која ја гледам ме потсеќа на Зоран Заев. Се извинувам, на Црпко. Значи, не дај Боже некој ти даде микрофон. Арно, ама знаете што е проблемот? Кога ќе ставите таква фацка на јавна функција, едноставно прашање на време кога ќе се најде пред микрофон. Не е до неа, мора да се најде пред микрофон, се разбираме. Исто ко геријатрија Бајден, што нема дадено интервју последниве година дена е претседател на Америка, никој му го нема гласов слушнато, само слики гледаме и некои кратки видеа од него, така. Значи, оваа ќе мора да се појави негде. А она се појави, јас земам микрофон и овака сиди се крстат. Значи, исто ко Црпко нас. Земали микрофони, готово, вака починаат сите, овој не представува сите, катастроф, исто, така. И уште едно, зошто е ова толку битно? Не заради тоа што ја го препочитам Трамп, затоа што Трамп е многу по про-крипто за разлика од Камилава или Кабалава, како сакате, со тоа што уште еднаш јас не можам да се поравам неговото ветување дека на првиот ден во канцеларија, тоа е 1 јануари 2025 година, ако победи, треба на првиот ден во неговото председателство да го избрка Гери Генслер. Значи, ако успее тоа да го направи, ќе славиме одека со тимот, веќе имам спремно, некој ми подари Хенеси, тој го чувам за Трамп потенцијално кога ќе победи и кога ќе го избрака Гери Генслер на тој ден да славиме, затоа што Гери Генслер е буквално, значи, кошмар за крипто моментално. Сите оние кои што полого знаат за што зборувам, другите ќе научат. Сега, следна вест која што имаме за ADA е Midnight, односно знаете само и овој оној посебен тип на блокчейн кој што треба да се развие како така речено Layer 2 на Cardano, кој што нуди приватност. Истиот, значи, на 18 септември официјално излезе неговиот, сега не го нарекуваат white paper, туку midnight paper, односно night paper, се извинувам. Интересна игра на зборови. Како идејата е дека сега со овој, да речеме, софтвер се нуди на Cardano блокчейнот, native, да речем, блокчейн кој што е како Layer 2 би рекол, да ви даде солуција за приватност. Значи, практично Dask токените, тоа е еден од двата токени кои што ќе бидат матично на Midnight блокчейнот. Night ќе биде за governance, а Dask ќе биде за gas и во исто време ќе биде сличен на Monero, таков тип на технологија кој што ќе нуди privacy технологија. Зошто е ова така? Затоа што преку овие токени они се обидуваат на институции да им понудат опција да може да функционира на Cardano блокчейнот, но да не биде транспарентни.
односно преку овој тип на блокчейн да може да ја задржат приватноста на своите клиенти и трансакции. Затоа што Dask токенот има технологија слична на Monero, сега не велам дека е ист, но има слична, прави се технологија како Monero, каде што не можете да ги следите трансакциите. Ова може и негативно да се сврти против Cardano, затоа што знаете вие колку државите сакаат да има ваков тип на технологија, која што е во рацете на секојдневниот човек. Значи државите сакаат ваква технологија во нивни раце, каде што никој не може да следи што прават. Не во ваши раце, да се разбереме. Затоа има проблем кога имаме ваков тип на privacy chain како што се повторно ќе кажам. Значи без разлика дали е Monero, дали е Zcash и така натаму, не сакаат таков тип на технологија, затоа јас лично се држам подалеку за да не има некакви реперкусии по вашето портфолио. Уште еднаш ќе напоменам, бидете внимателни со privacy коини. И следно интересно партнерство кое што овде го гледам, значи за Midnight ќе видиме. Има големи најави, има големи очекувања, моментално посебно од институционален аспект, значи се очекува дека тоа ќе помогне за многу институционална адаптација на крипто, посебно на Cardano да речам, но како ќе види тоа останува да видиме. Сега за сега и мене ми се допаѓа, но останува да видиме какви реперкусии ќе има, позитивни или негативни. Сега, следно нешто што мораме да го напоменеме е Cardano и Zilliqa. Zilliqa е малку постар проект, станува збор Proof of Work проект. Немам ништо против, но е пак да речам оние layer, како да кажам, но партнерството е битно, затоа што ако сте приметиле во последно време Cardano веќе направи многу конекции, како со Algorand, како со Polkadot, сега со Zilliqa. Со тоа што ваквите партнерства кои што ги прави моментално Cardano со други блокчейни се буквално за партнер chains, така, каде што интероперабилност, оно што го спомнав за времето на chainlink, сега моментално ја гледам и овдека, буквално се гради партнерство и тоа овдека дури се спомнува партнерство не само заради интероперабилност, туку и на многу подлабоко ниво каде што буквално се прави се што може да се насочат овие два чейна да бидат паралелни, односно повторно. Во оваа ситуација главен е проблемот на тоа да се најде техничко решение како да имаме промена на капитал од една на друг блокчейн, апликации да функционираат на двата блокчейни синхронизирано, без при тоа да има потреба од мост. Значи, тоа е оно што се обидуваат да го најдат како решение сите протоколи моментално во светот, па нормално тоа го прави и Cardano преку овие партнерства. Сега ICP, односно Dfinity фондацијата е буквално ICP, они се тие што се позади интернет компјутер проектот. Во Сингапур 2049, тоа е буквално еден од токен 2049 во Сингапур е еден од најголемите крипто да речем meetups, оно како конференција, каде што на оваа конференција треба да подпишат договор, сега они го нарекуваат тоа for intent, но како и да е, значи ова е буквално договор за соработка помеѓу Dfinity и Камбоџа, односно нивното министерство за индустрија и наука и технологија, со тоа што буквално овдека јасно стои дека станува збор за прво тренинг, а потоа интегрирање на ваков тип на блокчейн технологија во нивните smart cities. Односно на некој начин како да го искористат блокчейн во така речено интегрирање на нивните градови да бидат next level, така smart cities, како што гледаме дека сите моментално се обидуваат да развијат ваков тип на инфраструктура во своите држави, така да ова е крајно позитивно затоа што штенаш не заборавајте, ова е влада. Значи ова не е компанија, ова е влада на една цела земја која што буквално прави соработка со блокчейн во кој што ни инвестираме, тоа е ICP. Следна интересна вест која што имаме е Alchemy Pay, значи Alchemy Pay јас мислам дека ќе рока овој bull market, отворено ви кажувам, 19 септември официјално Google Pay support на сите дебитни картички на Alchemy Pay и ова не би било толку големо додека не разберете кој се има дебитни картички на Alchemy Pay, а ова е Alchemy Pay карт, кој што може многу лесно да го најдете на нивната страна и ако скролнете до дното може да видите дека BitPay, Crypto.com, Coinbase и Binance, тоа се буквално топ 4 од 10 најголеми криптоменувачици во светот, што значи дека станува збор за огромна количина на дебитни картички кои што директно доаѓаат од Alchemy Pay. Значи замислете Binance која што е најголема глобална криптоменувачица, Coinbase која што е така речено трета или четврта, но нели по интеграција во Америка е прва, и понатаму Crypto.com која што е во најголемите 5 и така натаму, сите користат дебитни картички од Alchemy Pay. А жално е кога ќе видите дека Alchemy Pay моментално има некој market cap што е смешен. Значи тој дел едноставно не можам да го разберам, но нели па ти кажам, тоа е некоја среќа во несреќа за нас, што сме го нашле овој проект кога бил толку мал.
Значи не заборавајте дека Alchemy Pay има смешен market cap во однос на тоа колку лиценци има за трговија со пари и трансфер на пари. Значи неговиот market cap, само сакам да го покажам, сакам јас да видам сега колку е, не сум видел веќе некое време. Значи market capот моментално му не е ниту 100 милиона. Значи ова би рекле 100x тип на проект. Не ведам дека ќе има сигурно 100x, но сакам да ви кажам дека неговиот market cap е смешен во однос на тоа кои се негови партнери и колку овој проект расте. Така да пак ќе кажам ова, мислам дека е крајно позитивно сите оние кои што инвестирале во Alchemy Pay, а знаете дека ние имаме дебело инвестирано во Alchemy Pay, моментално негде околу 3% од нашето портфолио. Сега, OneInch, значи ова е една од најголемите дексови, менувачници, развива Fusion протокол кој што е сега веќе во надградена фаза, односно надградената фаза влегува во ефект на 18 септември, значи веќе е интегрирана. Сега што е толку добро? Вели со ова Fusion Plus надградба може да правите свапови помеѓу блокчейни. Слично на тоа што го прави Torchain, исто и овде, со тоа што нормално вие го правите ова директно од вашите новчаници, вие не ги депонирате вашите валути, туку правите свап директно од вашиот новчаник и тоа не само пример на Ethereum, каде што е матично, туку помеѓу различни други блокчейни. И сега за жал овдека не се споменати кои се другите блокчейни, но идејата е таа. Овој протокол има направено така речено надградба или тип на технологија која што може да разменува токени помеѓу различни блокчейни. Што значи дека вие може да размените токени од Ethereum со токени од пример Cardano мрежата директно, се разбираме. Нешто невозможно на пример на Uniswap, која што е матично на Ethereum и работи само со ERC20 токени. Ова е крајно позитивно и верувам дека овие, ако Uniswap не дојде до степен да се развие како ваков тип на технологии како OneInch и како Torchain, значи кој што има ваков тип на swap на токени помеѓу различни блокчейни, може да се уназади. Повторно, јас знаете и сами дека сум инвеститор во Uniswap и верувам во нивната способност и верувам во нивната адаптабилност, но ова е нешто што мора да го надминат и тоа верувам брзо. VeChain, VBetter DAO, знаете и сами ова е така речено следниот степен на развој на VeChain, кој што така речено има за цел да ја придобие секојдневната заедница, односно секојдневниот човек да инвестира во VeChain и тоа време, а и средства и гледаме дека моментално многу добро се развива. Со тоа што јас го земав VeChain да го отворам за да ви покажам како функционира, сега моментално она што треба да го разбереме дека покрај VET токените кои што се матични за VeChain, кој што е магнат во индустријата, кога станува збор за логистички блокчейн, сега моментално преку својот DAO, односно VBetter DAO, има два типа на токени кои што помагаат да одлучувате во овој проект, но и да учествувате во неговите апликации. Значи ова е vbetterdao.org, каде што на овој VBetter DAO, значи вие практично може да ги користите овие апликации. Сега овде ќе има различни апликации. Ова е апликација за здрав живот, како што успеав да видам, значи нели ви помага да одржувате здрав живот. На пример, ова е апликација за читање на книги, но не принтање на книги, така речено да се заштити целулоза и така натаму. И сега овде ќе имате за обновлива енергија, карбон кредити и така натаму. Користење на овие апликации ви даваат практично овие два нови токени, а тоа е Better и Vote токените. Само да најдам каде е. VOT3. Еве ги, Better и Vote, со тоа што Better е токен кој што може да го користите нормално за продажба, значи има своја вредност и го добивате од користење на овие апликации, а Vote кој што исто така го добивате, може да го користите за гласање на VBetter DAO, DAO-то, со цел да практично помагате во одлучувањето во кој правец ќе се проширува понатаму, нели, самиот VeChain. Така да ова е крајно позитивно, едноставно гледа прво на така речено заштита на планетата, а второ гледа на тоа буквално да придобие што повеќе луѓе да едноставно научат што е VeChain, што е VBetter DAO и така натаму, што ова е крајно позитивно и гледаме се поголем engagement на VeChain со секојдневните да речем секојдневните корисници. Sui моментално го интегрира USDC. Гледаме дека USDC повеќе и повеќе се интегрира на различни блокчейни, значи така речено западните сили се обидуваат да го користат USDC или Circle како главен стейблкоин затоа што е базиран во Америка и за нив нормално тоа е нешто што може да го контролираат и не им се допаѓа тоа што USDT е најголем и е моментално интегриран со толку многу блокчейни, па затоа моментално гледаме голем пуш USDC да се интегрира со што повеќе блокчейни како во оваа ситуација со Sui. Тоа е крајно позитивно за Sui затоа што ќе има матичен USDC
на својот блокчейн. Знаете и сами, без стейблкоин многу е тешко да функционира еден блокчейн, би рекол скоро невозможно, така да ова е крајно позитивно за SUI. 17 септември се очекува наскоро да биде достапен на истиот. И овдека ова мене лично ме радува, значи Soneum, знаете и сами, тоа е Layer 2 на Ethereum, кој што е директно по покровителство на Sony корпорацијата, која што има намера да го користи Soneum за блокчейн онлайн гейминг на своите платформи, зборувам PlayStation. И овдека го интегрира Circle со цел USDC да биде матичен стейблкоин на Soneum Layer 2, а понатаму нормално и на така речено самите PlayStation платформи. Ова би било крајно позитивно, затоа што практично би помогнало на секојдневните юзери да можат да купуваат игри со крипто, зборувам и за нели услуги на PlayStation, и верувам дека ќе ги направи овие платформи многу подостапни. Од друга страна, не гледам вакво нешто од Xbox, не гледам вакво нешто од Nintendo, така да ова е крајно позитивно за Sony, затоа што први се интегрираат во блокчейн. А знаете како овие води? Не можете да дозволите вашата конкуренција да воведе нова технологија која што вие ја немате. Автоматски излегувате, тоа е тоа. Значи ве победиле. И затоа ја верувам дека чим го видовме Sony со вакво нешто, прашање на време е кога наскоро ќе ги видиме и Xbox и Nintendo и така натаму. Но е крајно позитивно, морам да напоменам, значи јас верувам дека ова со Sony ќе биде голема работа, посебно најголемите блокчейни моментално веќе ги интегрираше значи како партнери. Се што е добро од Ethereum блокчейнот, се веќе партнери на Soneum, може да замислите, така. И USDC моментално е достапен во Мексико и Бразил, каде што наместо да треба тоа да го правите преку централизирани менувачици или така натаму, сега можете директно преку вашите банки, вашите мексикански пезоси или бразилски реаи да ги менувате директно за USDC. Ова е крајно позитивно затоа што овде ќе имате ситуација во која што веќе на државно ниво стейблкоините постануваат нормалност. Значи дека вие во било кое време можете на вашата банкарска сметка да ги промените вашите реаи или пезоси во USDC, значи гледате дека банкарскиот сектор, оно што ние постојано го зборуваме, или ќе се интегрираш со крипто, или ќе те нема. Ова е тоа. Значи ако не можеш да ги победиш, приклучи им се. И тоа моментално го гледаме низ целиот свет. Следно нешто што исто така е многу интересно, третата поголемина менувачица во Европа, тоа е SIX од Швајцарија, од Швицерланд, или втора Албанија, како сакате, моментално буквално планира да отвори менувачница за криптовалути, нормално на институционално ниво, но ова само уште повеќе покажува дека традиционалните финанси и традиционалните институции се повеќе се заинтересирани за интегрирање со крипто. Revolut, знаете и сами, тоа е една од првите банки која што одлучи да соработува и да поддржи крипто, каде што сега веќе размислува и да направи свој стейблкоин. Повторно, сето ова е плюс за адаптација на крипто во светот. А Revolut има милиони корисници, посебно во Европа, јас можам да ви кажам во Малта, нема кој нема Revolut картичка, и во оваа ситуација Revolut ако има свој стейблкоин, тоа дополнително ќе забрза адаптацијата на крипто преку секојдневните граѓани, затоа што пак размислете, вие сега наеднаш секој од овие луѓе ќе види, чекај што е ова стейблкоин. Дури и да не знае, сега веќе ќе мора да знае, затоа што е пред него, се случува, така. Ирска моментално само што не е само тубионес, ова е малку постара вест од 21 август, но нешто што не сум го видел јас. Значи Централната банка на Ирска моментално дозволува XRP да се користи за cross-border payment system. Односно на целата територија на Ирска може да се користи XRP со цел плаќање во иностранство. Се зборуваме нели праќање на пари во иностранство, признаено од Централна банка на Ирска. Сигурно ништо што би рекол Гоце ICP. И за крај нешто многу интересно, морам да признам, секоја чест пак ќе кажам, значи браво уште еднаш за Анџело, огромна помош. Овдека, значи ова е најновиот, така речено, од август 2023 година, значи ова е најновиот, така речено, пилот верзија на CBDC во Австралија. Значи браво за тоа што успеал и ова да го најде. Еве само да ви покажам кој стои позади сето ова. Сега ако забелја, значи не ми го дава search барот, не знам зошто. Како и да е, ќе го најдеме веднаш. Значи овдека во делот со интеграција, прво мораме да видиме каде е пилотот, значи на што се базира пилотот. Само да видим дали беше овде, гледајте го. Значи проектот ќе биде на Ethereum. Пилот, зборуваме сега, пилотот на CBDC на Австралија ќе биде на Ethereum. А ако се придвижиме на последната страна, каде што можеме да видиме кој се учествувал овдека, можеме да ги видиме Ripple Labs,
сигурно ништо. Значи ако се сеќавате, Ripple најави дека има многу земји во светот кои што моментално соработуваат со Ripple за CBDC, но има non-disclosure agreement, што значи дека не можат да кажат кои се тие, ако е Австралија, станува збор за една од најголемите земји во светот и по популација и по територија. И уште еден интересен момент е Hedera. Значи и Hedera и Ripple се дел од овој проект, а гледаме дека и самите најавуваат дека ќе биде матично на Ethereum. Сега, како тоа ќе функционира, останува да видиме, но ова е официјално од владата на Австралија, пак ќе кажам, сигурно е ништо, така. И уште еднаш за крај, значи како и секогаш морам да напоменам дека мораме да дадеме предност на нашите платени, да речем, членови, значи ќе им ја пратиме ова така речено материја веднаш што ме достапна, кога ќе почнеме да работиме со новиот принцип од следниот месец на каналот. Оваа материја ќе биде достапна дури во текот на ноќта пред да биде објавено следниот ден во 5 часот попладне, по се изгледа, и ќе биде доставена веднаш до нашите платени членови уште еднаш. Не е ова за да ве натерам да ми плаќате, тама работа. Значи целата оваа материја ќе биде достапна до сите македонци, но сега за сега морам да им дадам привилегија, нормално и понатаму, на оние кои што финансиски ни помагаат за да се развиеме како професионален канал во криптосферата и да продолжиме да правиме едукација на македонците, а нормално и на глобална сфера. Со тоа што пак ќе напоменам, значи имаме community tab каде што секој од нив може да ни така речено напише порака, ќе гледам да одговорам на сите, нормално колку што можам повеќе. Во исто време овдека во линк практично и на овој community tab ги праќаме новите содржини. Еве го тоа како изгледа, че они буквално може да го симнат во било кое време и на директни пораки на секој од овие членови, а секој од нив сега за сега може да ни прати прашање и јас ќе дадам се од себе да одговорам на овие прашања. Дополнително како и секогаш, значи сите оние кои се нови на нашиот канал, би им препорачал да го погледнат ова видео на врвот на нашиот канал, кое што ќе им помогне да видат се што имаме и каде имаме. За да може да се снајдат на нашиот канал, имаме повеќе од 1100 видеа моментално и е тешко да се снајдете, тој да го разбирам, но погледнете го ова видео, ќе ви стане многу појасно и нормално, како и секогаш за крај, морам да напоменам дека практично во дескрипцијата на секое видео може да најдете многу битни информации кои што се поврзани со нашата работа. Значи, може да ги најдете содржините за кои што зборуваме во редослед, со цел да знаете што би сакале да слушнете и да го слушате директно тоа. Patreon membership, како што кажавме, ова е за платени корисници кои што понатаму ќе добијат повеќе привилегии, се уште го организираме овој дел. Наскоро ќе биде јасно кој тип на категорија која што повеќе ни помогнала ќе добие одредени привилегии. Дополнително, значи овде стојат и понатаму добротворните блокчейн адреси, каде што се што ќе биде пратено ќе биде дадено во добротворни цели, како што веќе сме го направиле тоа во 2 наврати досега, и Купи ми кафе апликацијата која што исто така е наменета за ваков тип на донации, додека дополнително овде стојат и нашите блокчейн адреси, би ви препорачал да се така речено приклучите на овие овие социјални мрежи со цел да добиете дополнителни информации кои што не можеме постојано да ги правиме во видеа, значи има многу материјали кои што ги објавуваме постојано на овие социјални мрежи и нашите резервни канали Rutube и понатаму ова е најновиот канал на кој што моментално се приклучивме. Моментално на Rutube ги објавуваме секој ден оној почетен курс од 123 видеа кои што постепено повторно ги објавуваме на Rutube и во утринските часови ги објавуваме на сите оние кои што се нови на нашиот канал со цел да може да се запознаат со оваа да речам материја доколку сакаат да следат постепено, а на тој начин и ние практично ја заштитуваме оваа материја на што повеќе канали во случај нешто да се случи со нашиот YouTube канал. Ви благодарам многу, спремаме многу работа понатаму, верувајте ми, значи навистина сум целосно насочен кон тоа да дојдам во ситуација каде што ќе можам да се посветам целосно на криптосветот, целосно на блокчейн технологијата, економијата и геополитиката, но тоа мораме да го правиме постепено, се додека немам целосна финансиска сигурност во однос на приливот на средства кои што го имам, не можам едноставно да оставам работа и да се фокусирам практично на ова што сега ми е хоби, така. Но постепено ќе дојдеме таму, ви благодарам на сите оние кои што помагаат и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.